Здраво ученици, јас сум наставник Марија Богатиновска од Пробиштип и денес ќе одржам час за сите второодделенци по предметот Општество. За овој час ќе ви биде потребен секако вашиот компјутер или телефон, бел лист за запишување на одговорите или вашата тетрадка Општество и училишниот прибор. Нема да ви кажам на почетокот која е целта на денешниот час, затоа што вие сами тоа треба да го откриете. Часот ќе го започнеме со една интересна активност, што моите ученици многу ја сакаат, а тоа е декодирање на зборови. На оваа слика се дадени буквите од македонската азбука и пред секоја буква е запишан редниот број на буквата. Еве, на пример, буквата А е број 1, затоа што е прва, а буквата Ш е 31, затоа што е последна. На пример, буквата М е број 16, С 22, Л 14, И е 11 и така натаму. Се надевам дека ви е јасно. Значи, редниот број на буквата е тоа што треба да го откриете. Подгответе го вашиот лист и моливчето и почнуваме. Значи, вашата задача е сега да ги откриете кодовите и да добиете зборови од кои ќе добиеме подоцна цела реченица која што ќе ви открие што всушност ќе работиме на овој час. Значи, директно во вашите листови ќе ги запишувате буквите што се дадени. Број 13 ја бараме буквата на овој лист, тоа е буквата која? К. Број 19 е О. Број 14 Л. Број 13 К. Број 25 У. Број 9 З. Број 17 Н. Број 1 А. Број 16 М. Број 9 З. Број 1 А. Сега знам дека веќе се ви е јасно. Ќе продолжите сами. Број 16 е буквата 19 12 1 23 и пак 1. Ајде да провериме дали сте точни. М, О, Ј, А, Т, А. Што добивме досега? Колку знам за мојата и продолжуваме понатаму. Пак работите сами. 23, 1, веќе знаеме дека 1 е А. А пак 23, 13, 19, 3, 11, 17, 1. Ако ви треба време, ставете го видеото на пауза. А ние ќе направиме проверка. Т, А, Т, К, О, В, И, Н, А. И пак продолжуваме. Ставете го видеото на пауза и открите го кодот. Може да направиме проверка. Р, Е, П, У, Б, Л, И, К, А. Како ви оди? Во ред, продолжуваме последниот збор. 16, 1, 13, 7, 5,
19, 17, 11, 12 и 1. Стави на пауза и откри го кодот. А сега да се провериме. М, А, К, Е, Д, О, Н, И, Ј, А. Колку знам за мојата татковина, Република Македонија. Откривме. Денес ќе се провериме колку сме научиле за нашата татковина. Подготви се за квиз. Сега сврти го листот од другата страна и запишувај ги одговорите на прашањата што ќе ви ги поставам. Откако ќе го завршиш квизот, ќе направиш ваква табела како што е дадена овде, во која ќе го запишеш бројот на прашањето за кое си дал точен или неточен одговор. Она што не е точно, ќе мораш да го научиш, а потоа да го повториш квизот. Стартуваме. Сега ги читаме прашањата. Може да правите пауза по секое прашање за да го дадете одговорот, а може да правите пауза и на секое петто прашање. Првото прашање е: кои бои ги содржи македонското знаме? Второто прашање е: опиши го македонското знаме. Понатаму, како се вика химната на нашата земја? Кој е главен град на Република Македонија? Наброј ги езерата во Република Македонија. Може и сега да го застанеш видеото, да ги одговориш прашањата и се гледаме за кратко. На овој слайд имаме уште 5 прашања. Наведи барем една планина во Република Македонија. Наведи барем една река во Република Македонија. Освен македонци, кои други народи живеат во Република Македонија? Кои други јазици, освен македонскиот, се зборуваат во Република Македонија? Наброј барем уште 5 градови во Република Македонија. Направи пауза, па продолжуваме. Како се вика јадењето од зелка и мелено месо? Кој благ специјалитет се приготвува за муслиманските празници? Кој обичај се прави за Великден? Како се вика зимницата која се прави од мелени печени пиперки? Кој е најубавиот туристички град во Република Македонија? Стави го видеото на пауза, одговори ги овие прашања и ќе ти останат само уште последните 5. 16-тото прашање е: наброј неколку христијански празници. Наброј неколку муслимански празници. Кажи барем еден македонски писател. Кажи еден познат македонски пејач. Наброј барем 2 традиционални музички инструменти. Паузирај и се гледаме за кратко. Се надевам дека успешно го направивте овој квиз, а сега да направиме проверка. Одговор на прашањето број 1 е: македонското знаме ги содржи црвената и жолтата боја. Доколку ова е твојот одговор, стави број 1 во полето точен одговор. Одговор на прашањето број 2 е: македонското знаме има црвена основа на која е распослано жолтото сонце. Ако ова е одговорот што си го дал, исто така стави број 2 во знакот во табелата точен одговор. А вака изгледа нашето знаме. Одговорот на прашањето број 3 е: македонската химна се вика Денес над Македонија се раѓа. Одговорот на прашањето број 4 е: главен град на Република Македонија е градот Скопје. Знам дека сите ова точно сте го одговориле.
Одговорот на прашањето број 5 е езера во Република Македонија се Охридското, Преспанското и Дојранското езеро. А сега да видиме како изгледа нашата татковина на географска карта. Еве една слика од градот Скопје и од нашите езера. Одговорот на прашањето број 6 е всушност можни се неколку одговори. Шар планина, кораб, галичица, осогово. Кој од овие да сте го дале е точен? Одговорот на прашањето број 7 е Вардар, Брегалница, Црндрим или некоја друга река во Република Македонија. Одговорот на прашањето број 8 е освен македонци во Република Македонија живеат албанци, турци, срби, бошњаци. Еве фотографија од нашите планини, една наша река, Црндрим е ова, и продолжуваме понатаму. Одговор на прашањето број 9 е во Република Македонија се зборува македонски, албански, турски јазик и некои други јазици. Можни одговори за прашањето број 10 се други градови во Македонија: Битола, Кавадарци, Штип, Велес, Пробиштип, Тетово и многу други. Одговор за прашањето број 11. Јадењето од зелка и мелено месо се вика сарма. Еве неколку градови од нашата татковина и омиленото јадење на многу од македонците е сармата. Понатаму, одговорот на прашањето број 12 е најубавото благо кое се прави за муслиманските празници е баклава. А одговорот на прашањето број 13 за Великден се бојадисуваат јајца. Прашањето број 14 има следен одговор. Од мелени печени пиперки се прави ајвар. Еве баклавата, великденските јајца и македонскиот ајвар. А одговорот на прашањето број 15 е дека најубавиот туристички град во Република Македонија е градот Охрид. Можни одговори на прашање број 16 се Божик, Бадник, Великден, Водици. Што и да сте одговориле од ова е точно. А прашањето број 17 може да го одговорите со Рамазан Бајрам или Курбан Бајрам. Еве го нашиот најубав туристички град, Охрид, и продолжуваме понатаму. Одговор на прашањето број 18. Стојан Тарапуза, Ванчо Николески, Блаже Конески и многу други македонски писатели. А прашањето број 19 може да го одговорите на многу начини, но најпознат македонски пеач е Тоше Проески, Каролина Гочева и многу други пеачи. И можни одговори на прашањето број 20 се Кавал, Гајда, Тапан и уште многу други македонски традиционални музички инструменти кои што ги има на фотографијата. Научи многу работи за својата татковина. Се надевам дека ти беше интересно и ти благодарам за вниманието.